Се враќаме назад во живо од студиото и случувањата во регионот и во светот. Ке започнеме со она што е најново, тоа е дека Утрехт, односно Холандија, е новата станица каде што се случи нов немил настан по Нов Зеланд и убивањето на 49 цивили во една од џамиите во Нов Зеланд. Нов Зеланд место кое што важи за пред се мирно, спокојно, така и Утрехт кој што е поголемиот четврти најголем град во Холандија, едно од најмирните места, место со многу идеи, Дијан, ке се сложиш места. Доста уметници живеат во Утрехт. И многу студенти. Токму така, меѓутоа мора да знаеме дека Холандија е земја поранешна колонијална држава, значи автоматски има голем број на мигранти, високо развиена е, секако си ги влече корените од својата колонијална историја, па веројатно е и потенцијална мета на овие терористички напади. Доколку нели во петокот во отвореното студио разговаравме дека е за нас шокантно и за мене лично да се случи терористички напад во еден Нов Зеланд, каде што е мед и млеко буквално сега за сега. Холандија не е изненадување, особено што тамошната власт има многу либерална влада, значи либерална политика, тоа е либерално општество, високо развиено, но од друга страна е полно со, доколку домашните холандски државјани и холанѓани се такви со напредни идеи, со либерални сваќања, има огромен број на дојденци, мигранти, бегалци од поранешните колонијални земји каде што била Холандија, ке потсетаме на Јужна Афричка република беше под Холандија, нели? Каде што има голем број на муслиманско жителство, па оттаму и потенцијална мета тие, би рекол, општествени разлики, да бидат потенцијална бомба за некакви... Некој да ги искористи за да го прикаже токму таа разноликост. Така да, овој терористички напад, односно се уште не е терористички, ќе се држиме на истата теза, дека се работи за 37 годишен турски државјанин на Холандија со турско потекло, кој е во бегство и последните информации велат дека тројца се починати во нападот, што само укажува една лоша тенденција. Таа се случуваше пред 2 години, кога се случува оние терористички напади. Тие веќе беа терористички во Ница, со газење на обични луѓе пешаци и со она што се случуваше во Берлин и каде веќе не. Се чини дека тероризмот, доколку се покаже дека е тероризам, сака да влее страв кај луѓето, кај обичните луѓе, бидејќи знаеш, кога е некој председател, познат, богат бизнисмен, позната рок звезда, тој има обезбедување и сигурно дека се плаши за својот живот, но има преземено мерки за безбедност. Ова вака се сее страв, секој од нас може да биде потенцијална жртва доколку се најде во моментот на некое место погрешно во тој миг. Оттаму и се сее страв. Во петокот тоа беше Нов Зеланд, сега е Холандија. Ми се чини дека радикализмот кај одредени луѓе, за сега повторно ќе кажам, се работи повторно за психопат, иако холандската полиција не исклучува можноста дека се работи. Да, велат дека многу детали уште не се разјаснети. Ке видиме, знаете, во Европа особено, во Европа Ал-Каеда на ликвидираниот Осама бин Ладен, терористичката организација, Ал-Нусра и многу други, би рекол, терористички организации имаат така наречени заспани келеи ги викаат. Тие луѓе се исламисти кои се женат со домашното население, живеат, прават семејство и во даден момент се активираат за одредена цел. Повторно ќе кажам, ниту во Нов Зеланд, ниту досега во Холандија не е потврдено дека е терористички напад у смисол дека има налог за да добие нешто. Но факт е дека овие напади само прават сеат дополнителен страв меѓу обичните луѓе. Ја не верувам дека во Утрехт денеска, утре или заутре ќе излезат луѓе на кафе или ќе прошетаат или пак ќе се возат со јавен превоз. Вакво нешто се случуваше и во Брисел пред 2 години кога беа оние терористички напади, кога бевме сведоци како војска се шета низ улиците на Брисел, а луѓе нема, сите седат дома. И властите те повикуваат да не го напуштуваш домот како време на окупација. Тоа сеење на страв е една лоша, би рекол, лош почеток на еден манир што се случува во западниот свет, а кога е во западниот свет не сме имуни, нели, ни ние во овој дел на светот. Да, Андоновиќ, друга актуелна тема и секако неизбежна за коментирање случувањата во Белград. Викендов, како што знаеме, ќе напоменам уште еднаш, еден ТВ има екипа во Белград. Колешка Татовска ќе не информира подоцна во отвореното студио за
најновите моменти од тамо што се случува, но ајде, што се случи викендов, примарно упадот во РТС, државната... Јас би предложил само прво да кажеме последната информација од Белград е дека откако опозицијата и даде ултиматум на власта, односно на председателот Вучич и неговата влада, предводена од Ана Брнабич, до 15 часот попладне да ги ослободи сите 10 приведени лица кои беа приведени поради тие настани во упадот на РТС и оние протести вчера околу председателството на Србија, откако и очекувано власта не ги ослободи, дури поднесе кривични пријави за 8 од нив, кои се веќе спроведени во истражниот затвор Падинска скела. Сега во моментов, последната информација и според она што го јави нашиот специјален дописник сега Кристина Атовска од Белград, е дека во моментот тие се на средба, се координираат за да укажат што понатаму. Ние имаме од дескот прилог, да го видиме прилогот, па ќе го коментираме. Истекува рокот во кој опозицијскиот сојуз за Србија побара да бидат ослободени сите приведени за време на протестот и упадот во РТС, за кои велат дека ги сметаат за политички затвореници. Директорот на полицијата Владимир Ребик соопшти дека за 2 дена се уапсени 18 мина. Тројца за насилен упад во РТС, при што се заканувале со моторна пила и скршиле стакло. 7 мина се осудени по итна постапка, од кои 6 мина на казна затвор до 30 дена, а 1 лице парично. Повредени се 6 мина полицајци и како што додаде, по овие настани полицијата ќе смени тактиката. Видел сам да јуче еден од акција био... Вчера едно од барањата беше да се пуштат наводни деца, да се ослободат децата. Нашето кривично и прекршочно законодавство за деца ги смета лицата кои немаат навршено 14 години, а најголемиот број уапсени имаат над 20, некои и по 40 години. Од викендот српските телевизии пренесуваат за инцидентите. Министерот за надворешни Ивица Дачик ги прозва странските амбасади зошто нема реакција од нив. Немогуќе е да до сада веќе нема никаквих реакција од стране западних амбасада. Невозможно е досега да нема никакви реакции од западните амбасади и Европската Унија. Тоа мора да биде осудено од наша страна и да ја сватиме длабочината на овие проблеми. Ова е последица на тоа што ги има малку. Организаторите на собирите секогаш повикуваат да нема насилство, да не дојде до инциденти кога е во прашање голем број луѓе. Но во недостаток на успех од таа политичка страна, протестите се радикализираат. Прва согласи Европската Унија дека протестите се суштинска вредност на демократијата, но мора да бидат мирни. Како што рече портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчик, парламентот треба да обезбеди простор за расправа и наоѓање заеднички решенија и дека клучен е диалогот со граѓанското општество. Во утринската програма на провладината Пинк беше и лидерот на радикалите Воислав Шешелј, кој рече дека ова било проба за поагресивно однесување на прозападната опозиција. Ово nije bio pravi pokušaj puča. Ова не беше вистински обид за пуч и освојување на власта, иако се подготвува нешто слично. Странските служби не мируваат. Нема да толерираат упад во државна телевизија. Нема да толерираат независен режим во Белград кој не е подложен на западните притисоци, кој не и наметнува санкции на Русија и одбива да пристапи кон НАТО. Српскиот председател Александар Вучик во изјава за Пинк обвини за македонско сценарио во Србија и направи паралела меѓу инцидентите во Белград и упадот во собранието на 27 април. Рече дека против него действува коалиција на тајкуни и дека е покрената медиумска машинерија. Опозицијата која го обвини за контрола на медиумите и задушување на слободата на информирање во јавниот ТВ сервис, порача дека ако не бидат ослободени уапсените, ќе излезат на уште помасовни протести. Да, ова се најновите моменти бар пред 15 часот. Андоновиќ, ме интересира како ги толкуваш, односно Ива, како ти звучеа тебе изјавите на власта на опозицијата. Примарно вчера српскиот председател во редно обраќање го почна на еден ироничен начин, одговараше на многу новинарски прашања, од друга страна исто така многу жестоки во своите напади Обрадовиќ, Ѓилас. Значи, изјавата вчерашното обраќање на српскиот председател Вучич беше во манирот на тоа што се случува изминатите 15 недели во Белград. Значи, да подсетиме, таму има протести, секој ден,
Јас сум еден од 5 милиона, така се викаат, инициирани се од физичкиот напад на лидерот на тамошната левица Борко Стефановиќ, кој беше нападнат од одредени луѓе, зашто они ги обвинија дека тие се луѓе на српската владеачка странка, односно партија на Вучич, и од тогаш почнаа тие протести, 15 недели траат протестите и според обвинувањата на тамошната здружена сегашна опозиција не беа уопште емитувани, третирани и објавувани од одреден дел на медиумите, меѓу кои и на српската радиотелевизија. Оно што е интересно со РТС е дека РТС како национална телевизија е должна за сите граѓани да пренесува буквално се. Но интересно е дека РТС се наоѓа изминатиот период под, да кажам, критики и на српската владеачка партија на Вучич и неговиото раководство. Ама какви критики? Критики дека дека луѓето не се сменати во РТС, дека уредниците се останати од претходните системи, значи СНС на Вучич нема поставено ниту еден уредник и дека ни тие не ги викаат владеачките структури во своите отворени програми. Но сега, од другата страна, опозицијата со право реагира, бидејќи смета дека после 15 неделни протести да те нема на национална телевизија и да не те повикаат како гостин во некоја од информативните изданија, у најмала рака РТС не ја завршува својата работа, бидејќи таа е нели државна телевизија и сите имаат право да излезат на РТС. Тука се гледа влијанието на власта и на тука се гледа влијанието и покрај моја во ова што го кажа ви критиките, сепак тој главниот директорот на радиотелевизија е поставен од владеачката гарнитура. Она што го кажа вчера Вучич беше во манирот: не ви се плашам, не ме интересирате, вие сте ништо. Зошто тоа го вели? Бидејќи тој има сега агенда, ја спомна агендата околу Косово, ја спомна тој инвеститор што ќе дојде Volkswagen во најверојатно во Србија, 9-мајскиот та воена парада која треба да ја прави српската војска како дел од победата над нацизмот во Втората светска војна, практично игнорирајќи. Се замеша во Македонија. Го повтори ставот дека неговата власт се руши преку нашата влада од Скопје во посредство на американската амбасада, но она што е уште така интересно беше и провокација кога тој излезе од зградата и кога пред демонстрантите им мафна им рече што е проблемот, не ви се плашам. Исто така со сликата на Инстаграм како игра шах, додека е обкружен од нели со Стефановиќ. Да, тоа само укажува колку уопшто не му е гајле за тие протести, што веројатно дополнително ја дигна тензијата. Она што е опасно во мигот е што ги повика на некој начин, односно се закани првин ги омаловажи протест демонстрантите дека би биле 1236. Не знам како ги избројал, нели во изјавата тоа го каже. И второто ги повика неговите приврзаници од другите градови пред се од Косово, бидејќи сака да прикаже дека го брани Косово, да не доаѓаат во Белград да го бранат, укажувајќи на некој начин и праќајќи порака дека Србија може да дојде до сериозна граѓанска војна доколку тргнат тие луѓе на повик. Тоа само укажува дека радикализмот отвара радикализам. Ми остави уште еден простор на дилема зошто РТС не ги повика тие демонстранти да влезат во тие информативни изданија. Еве, новинари сме знаеме. Што ако дојде еден представник на опозицијата и се каже во вториот дневник на националниот сервис кој е најгледан што се нивните барања. Тоа е од една страна непопуштање на власта. Од друга страна приметуваме дека опозицијата е здружена, но е многу различна. Ако го спомнавме причината за овие протести, Борко Стефановиќ, кој е левичар, го имаме Бошко Обрадовиќ, лидерот на Двери, кој е најрадикален. Треба да знаеме дека тој е националист, евроскептик и антиглобалист. Значи човек кој не прифаќа никакви демократски вредности, кој е доста насилен, сега мораме да го искритикуваме. Имаше и различни ставови за случувањата во Македонија. Уште тоа сакам да кажам, целата лидерска функција, ако приметивте, тој е единствен пратеник од сите лидери на таа нова здружена опозиција. Значи повторно ќе кажам, не е ниту Драган Джилас пратеник кој е еден од предводниците, не е ниту Вук Јеремич пратеник, единствено е Бошко Обрадовиќ. Бидејќи на крајот на денот што и да се случи, тој е пратеник и секогаш ќе може да се повика на имунитет. Она што можевме уште да го видиме во упадот на РТС не беше убаво, бидејќи еден дел од телевизиите не го објавија тоа, меѓутоа можевме во другиот дел од телевизиите да видиме како со моторна пила се влезе во една редакција. Да, имаше новинари, тоа не е не секако дека не е дозволено. Така да сакам да кажам дека непопустливоста на двете страни може да предизвика страшен судир меѓу србите внатре, што па не им одговара ниту преговарачката позиција со Косово, ниту па
ниту па за регионот, Така. дефинитивно. Останува да видиме каков ќе биде развојот на настаните и вечер Андоновиќ ќе продискутирате со колегата Ордановски во отвореното студио 1, секако со најновите моменти ќе ги имаме и јавувањата во живо од нашата екипа во Белград, а останете со нас, почитувани, за кратко следуваат вестите на 1 ТВ, со нас се гледате во 17 часот.